Па да, скажуваат дека се дадени од Министерството за финансии, значи имаме дописи кои што не се подпишани од никого. Ние не знаеме кој ги испраќа тие дописи. Тие насоки се без доле име и презиме на изготвувач. Се праќаат на мејл од Министерство, значи не знам дали е тој официјален мејл на министерот, значи немаме кој е изготвувачот на насоките. Они кажуваат дека се добиени од Министерство за финансии, меѓутоа додека не добиеме точно, не го добиеме името на изготвувачот, не можеме да кажеме кој ги изготвил тие насоки. И сега, согласно претходно што ми кажавте, добиени се насоки, но правните служби велат врз основа на овие насоки, ние ќе пресметаме плата која ќе се коси и ќе биде спротивна на закон и на колективен договор, да речеме. Тука се стават и директорите во малце незавидна положба, бидејќи се тие што одговарат за законитоста на работењето на институциите. Утре тие ќе бидат изложени, доколку е незаконски исплатена платата, одговорноста е нивна и кривичните што синдикатот би ги пуштил заради незаконска исплатена плата ќе биде кон директорите, иако се во ситуацијава најмалце виновни добиваат насоки од некој друг.